Колку младите се зависни од социјалните мрежи? Какво е нивното влијание? Колку нашиот мозок може да ги прими сите тие информации кои што постојано и секојдневно, би рекол од минута во минута, се појавуваат на социјалните мрежи? Дали расудуваме, критички настапуваме или само сме пасивни на социјалните мрежи и пасивно ги примаме сите овие информации? Како сето тоа действува на еден млад мозок? И впрочем, што значи и што треба да се направи од страна и на заедницата, и на просветните работници, но пред се и на семејството како чинители во општеството. На овие теми разговараме со Весна Илова-Ташева, неурофидбек терапевт, со која ќе одгатнеме повеќе теми. Илова-Ташева, јас ви благодарам што бевте дел, односно што одлучивте да разговараме на оваа тема. На самиот почеток од ова наше интервју би сакал да ве прашам, бидејќи сите информации ги примаме во мозокот. До кога се развива човечкиот мозок? Како прво прашање, за да можеме да продолжиме на останатите теми, мајки во предвид дека тој е органот каде се примаат сите тие информации, но и ние расудуваме што е правилно, а што не е правилно. Па вака, мозокот всушност представува орган за преживување. Староста не е показател дека имаме губење на мозокот. Невроните и понатаму продолжуваат да се создаваат, се зависи од тоа колку сме ментално активни. Мозокот има таа способност, значи постојано да се менува, да се прилагодува на најразлични животни ситуации и најразлични животни, лични, психолошки искуства. Ние тоа го нарекуваме невропластичност. Врските постојано се создаваат синапсите помеѓу нервните клетки, но, како што кажавме, тоа зависи од тоа колку сме ментално стимулирани, колку читаме, колку пишуваме, колку од најразлични животни искуства, доживувања и слично. Овој процес, всушност и на тој начин го водиме мозокот во фаза на развивање. Овој процес е најинтензивен во периодот на раното детство, но продолжува понатаму во текот на целиот живот. Значи, мозокот се развива во текот на целиот живот. Во тој контекст, дали тинеџерите размислуваат со целосно развиен мозок или тоа со години кога се уште мозокот е во развој? Може да ни објасните што покажува вашето искуство? Па вака, кога ќе се спомне поимот тинеџери, тоа всушност представува еден бурен период низ кој што ние веќе сме поминале, период на едно специфично однесување на овие лица, би кажала, но за да се види зошто тие реагираат онака како што реагираат, треба да се види како всушност функционира мозокот и како се развива во овој период од развојот. Да се биде тинеџер всушност не е лесно. Тие се во потрага по тоа кој сум јас, тие се во потрага по идентитет. Тука, значи, испробуваат најразлични улоги, имаат најразлични идеологии, најразлично однесување. Ово е многу конфузен период каде што тие тестираат ограничувања, период на несвесно истражување, влегуваат во најразлични ризици и слично. Но зошто е тоа така? Главната улога во цела оваа приказна ја има префронталниот кортекс, кој што се развива некаде до најкасно до 24-та година, а истиот е одговорен за само контрола на однесување и контрола на импулсите. Како што кажав, значи овој дел од мозокот е во фаза на развој, што значи дека се уште не е доразвиен, па затоа во овој период знае да влезе во една неурамнотежена состојба, во еден дисбаланс и од тука клучот зошто тинеџерите се однесуваат онака како што се однесуваат, заклучно со тоа дека се уште делови од мозокот, во главно со префронталниот кортекс, се во фаза на развој. Што покажува вашето искуство, госпоѓо Илова-Ташева, од работењето со децата и социјалните мрежи?
Па, ако се направи анализа на бројот на пациенти кои што досега буквално поминал низ овие врати, и тоа ако се направи анализата врз основа на возраст, ќе се забележи дека најбројни се пациентите кои што се во фаза на ран детски развој, но би излажала ако би кажала дека бројот на адолесценти е нешто понизок од овој првиот. Се почесто се јавуваат родители за да бараат помош, подршка и да се вклучат, значи, нивните деца кои што се во оваа фаза од развојот во процесите за третирање со неурофидбек терапија. Со кои проблеми се соочуваат? Еве, низ сите оние кои што сте работели, поминале низ вашата врата, што покажува статистиката или анализата? Кои се оние проблеми со кои се соочуваат младите, децата, адолесцентите? Па со оглед на тоа дека живееме во време каде што социализацијата, социјалната интеракција, комуникацијата, па и моралните вредности не се онакви какви што биле во минатото. Значи, живееме во еден свет кој што со себе носи проблеми од типот да се повеќе растат стравовите кај овие деца, се повеќе изразен очај, тага, емоционална реактивност, лутина, бес, агресивно однесување, па и нагони за самоповредување во одредени случаеви, обсесивни мисли, ниска самодоверба, се поголема изразена асоцијалност, самотија, нарушен баланс во исхраната, нарушен сон. Тоа се обично најчести проблеми поради кои што се јавуваат адолесцентите за да бараат решение за решавање на истото. Пред малку спомнавте со кои проблеми се соочуваат, но кои нарушувања на менталното здравје среќавате кај младите во Југоистокот, впрочем, не само во Југоистокот, туку воопшто во нашава земја и кај светската популација? Што е она што главно ги мачи децата? Накратко само да појаснам што всушност представува ментално здравје. Тоа значи една психолошка, социјална и емоционална благосостојба. Кога се ова функционира онака како што треба да функционира, тога значи лицето се бори, се прилагодува и се адаптира на најразлични животни ситуации. Да се биде ментално здрав, тоа значи да се биде активен, да се биде среќен и исполнет со позитивна енергија. Се тоа зависи од начинот на кој што чувствуваме, од начинот на кој што делуваме и од начинот на кој што размислуваме. Сега, со оглед на тоа дека слушнавме со какви проблеми се соочуваат адолесцентите во овој период, може да се види и со какви нарушувања на менталното здравје всушност истите се среќаваат. Се почеста анксиозност, депресија, емоционалната реактивност веќе спомнав, бихевиорално нарушување, обсесивно-компулсивни нарушувања, асоцијалност, дисбаланс во однос на исхраната, дисбаланс во однос на спиењето. Предпоставам дека тоа ги мачи и главно децата од нашиот регион, предпоставам од она што ми го кажате. Па не само децата во нашиот регион. Јас постојано сум во соработка со колегите кои што работиме на истава проблематика. И заклучно, тоа е проблем генерално на ниво на држава. Не е само кај младите кои што се во овој регион. Разговараме со Весна Илова Ташева, неврофидбек терапевт. Ташева, одговоривме со кои проблеми, кои нарушување на менталното здравје, но факт е дека децата, младите се на некој начин со часови на социјалните мрежи. Што му прават социјалните мрежи на менталното здравје? Така. Социјалните мрежи се неизбежен дел од нашиот живот.
Реалност е тоа дека тие ни ја олеснуваат комуникацијата, значи полесен контакт со нашите семејства, роднини, пријатели, побрз, полесен пристап до најразлични информации, споделуваме информации, неретко и голем број на бизниси се водат низ социјалните мрежи, па служат како и момент за релаксација. Сега, прекумереното користење на социјалните мрежи, како знае да биде штетно, особено кај младите, кои што се најчести корисници, а во одредена мера и зависници. Сега, на менталното здравје влијаат три аспекти. Првиот аспект е социјалниот и тоа социализацијата, социјалната интеракција, начинот на кој што тие го структурираат слободното време. Многу често знае да се забележи група на млади лица излезени во кафич, излегле например, на дружба, а сите секој во своите раце да го држи телефонот и ниеден со ниеден буквално да не комуницира. Вториот аспект е емоционалниот, а тоа дека се повеќе расте чувството на страв. И тоа, страв да не се пропушти нешто важно. Страв да се биде, односно да се биде постојано активен, да се следат објавите, да се биде во тек. Колку почесто се следат објавите, толку значи почесто се поистоветуваме со туги профили, туги животи. Колку почесто се споредуваме со тугите животи, толку почесто расте чувството на незадоволство, чувството на неисполнетост, неубаво чувство во сопствена кожа, нарушена самодоверба, очај, тага. Поради потребата постојано да се остане активен на тие социјални мрежи, како е засегнато вниманието на младите, односно неможност да одржат, да си го одржат вниманието на некоја друга активност. Тоа е третиот аспект од психолошка гледна точка, каде што се нарушени когнитивните способности, фокус, концентрација, внимание и слично, на кој што подоцна малку повеќе би објаснала нешто околу тоа. Остануваме на оваа тема и пред малку реков дека младите не по еден час, туку по повеќе часови се пред екрани. Може ли да ни објасните што се случува кога со часови што се случува со мозокот кога со часови младите, децата се пред телевизиски екрани, пред мобилни телефони, на социјалните мрежи? Што се случува во човечкиот мозок, односно детскиот или младиот мозок? Така. Мозокот е принуден да прима поголем број на информации. Со долготрајната изложеност пред екраните, тој е под притисок да прими што е можно повеќе информации. Меѓутоа, мозокот не е во состојба сите тие информации да ги обработи и затоа што нема капацитет за истото. Во одредени моменти, значи, информациите се филтрираат и остануваат само оние најбитните за единката, врз основа на искуство, на анализа и така натаму. Мозокот е адаптиран да се заштити, значи, од преоптеретување, па во овој случај не би кажала дека конкретно, буквално, интернетот може да му влијае на мозокот. Од една страна, целото тоа пребарување на најразлични информации, начин како да се дојде до истото и слично, може и позитивно да му влијае на мозокот, да го носи во фаза на развој. Но она што е штетно е тоа кога на мозокот постојано му се сервираат се едни исти информации и најразлични деструктивни содржини. Кога подолг временски период на мозокот му се пласира се тоа едно исто, мозокот се води во фаза на затопавување и во фаза на, би кажала, психолошки хендикеп. Тука е засегнат и системот на човеково внимание. Интернетот, значи, е мокино средство, најбрзо, најефективно за одвлекување на вниманието на адолесцентите во овој случај. Тие, бидејќи повеќе време поминуваат на социјалните мрежи, па често, всушност, не се ни во можност да ги завршат сите оние активности кои што им се зададени во текот на денот, бидејќи паралелно мора да бидат тука активни, па влегуваат во
тој процес на мултитаскинг, да треба повеќе работи да завршуваат истовремено. Значи, завршувам активноста, паралелно тука сум активен да следам што всушност се случува на социјалните мрежи. Што му прави мултитаскингот на мозокот? Ги редуцира неговите капацитети и му отежнува да запомни. И социјалната интеракција не би ја изоставила, затоа што и таа е многу битна за развојот на мозокот и тоа на невролошко ниво. Видовме на кој начин се одвива социјалната интеракција на денешно време. Во денешно време, сите тие допаѓања, сите тие одобрувања по социјалните мрежи и како знаат да влијаат на тоа ниво, во основа делуваат како дрога. Тука, значи, мозокот добива информации за награда преку системот на допаминот, се лачи хормонот на среќа и се ствара зависност од страна на социјалните мрежи. По она што го разбрав, подобро е да се користат социјалните мрежи кога имаме одредена цел за да истражуваме, да го насочиме мозокот кон нешто конкретно, отколку само да бидеме пасивни и да ги примеме сите овие информации кои што на секоја минута излегуваат на социјалните мрежи. Како што кажав, пребарување на најразлични информации, начин како да се стигне до истите, го активира мозокот и го носи во фаза на развој. А следење постојано на се те едни исти содржини, повторување на истото, буквално пасивно листење, го води во фаза на затупавување, психолошки хендикеп. Дали од тоа прекумерно користење или пак, рековти во одреден момент дека стануваат и зависни од социјалните мрежи, младите доаѓаат во одредена опасност? Па по се она што досега го кажав, да, се во опасност. Видовме се какви опасности и штети може да си навлечат на себе, со какви проблеми тие се соочуваат, со какви нарушувања на менталното здравје, значи може да се јават. И сега постојат и најразлични опасности, меѓу другото, може да станат и жртви на социјалните мрежи. Имаме сайбербулинг, имаме злоупотреба на слики, злоупотреба на мејл адреси, омаловажување на лицата. Се зема компрометирачка слика, се испраќа под туги профили, се испраќаат најразлични заканувачки пораки, деструктивни содржини. Младите често остваруваат Facebook, пријателства по социјалните мрежи со сомнителни ликови, влегуваат во сомнителни групи. Па многу често и се обседнуваат со најразлични видеоигри. И такако се во опасност и е засегнато менталното здравје, тука и физичкото, ако веќе подетално се разгледа целата оваа проблематика, целиот психомоторен развој, но за тоа повеќе би дискутирала во некоја следна прилика. Со оглед дека работите на оваа поле, кој е вашиот совет како да се надминат тие проблеми нарушувања од тоа прекумерно користење на социјалните мрежи, на интернет просторот, иако има и своји позитивни работи, но кој е оној совет да се намалат тие проблеми кои што се појавуваат? Па, во цела оваа приказна, буквално треба да главната улога треба да ја имаат и родителите и наставниците. Родителите се оние кои што по дефиниција поминуваат најголем дел од своето време со своите деца и што е она што всушност тие треба да превземат. Треба да се ограничи употребата на технологијата, да се контролира и слободното време, воедно сето тоа треба да се види, да биде умерено, дозирано, и будно да го наблюдуваат однесувањето на своите деца, поготово во периодот на адолесценцијата. Како што напоменав, ова со насилството, и зошто ги спомнав и наставниците, во одредени случаеви голем број на деца и не знаат дека се во улога на насилници.
Затоа треба уште од најрана возраст, односно во плановите и програмите, да се вметнат наставни тематски единици каде што ќе може децата уште од мали да се запознаат со тоа што е насилство, да ги препознаат потенцијалите за потенцијалните опасности и да знаат како да се заштитат од истото. Тука би кажала дека, односно искуствено гледано, имаме и случаеви каде што деца кои што биле жртви, потоа преминуваат во насилници. Обично, моите анализи покажуваат дека тоа се деца кои што потекнуваат од семејства каде што не им е задоволена потребата од важност. Недоволно им се вреднувани нивните можности и способности, па потоа овие деца, значи омаловажувањето го користат како издувен вентил врз други деца. Што е она што треба да се направи? Пак ќе повторам, будно да се наблюдува однесувањето на децата во овој и tekako бурен период. И за крај, Илова Ташева, што како заедница, што како родители, што како просветни работници можеме да направиме за да се надменат сите тие работи и колку пак медиумската писменост е во функција и може да придонесе кон намалување на девијантните однесувања на децата и младите? Па сега во ова модерно време и постојат најразлични апликации кои што може да ги инсталираат своите родители, не знам, на паметните телефони за да следат какви содржини всушност следат и посетуваат нивните деца, адолесценти лица, не знам и како да ги категоризирам како е уствари најправилно. И да си повториме, значи контрола на слободното време, правилно, умерено дозирање на употребата на технологијата, будно наблюдување, едукација од најмала возраст, за да може и критички да знаат да размислуваат. И сега веќе кога сме кај критичкото размислување, тука би ја спомнала и медиумската писменост. Мислам дека на време е дека медиумската писменост да го заземе своето место како во училиштата, така во домовите, во приватниот и во јавниот живот. Да се биде медиумски писмен, тоа значи да се знае критички, да се прочита информацијата, да се види како и со која цел е истата создадена. Илова Ташева, јас ви благодарам на ова интервју. Вам, почитувани гледачи, благодарно за вниманието со кое што не следевте. Во изминатите минути разговаравме со Весна Илова Ташева, неурофидбек терапевт, за и околу колку младите ги користат социјалните мрежи, односно кое е влијанието на социјалните мрежи, интернет просторот, секако на менталното здравје и кај децата и кај младите, и што треба да направиме сите ние како заедница да се надминат одредени проблеми и опасности кои што демнат на оваа популација. Пријатно.